Пред точно 119 години е формирана ВМРО, значи организација која ги спроведува правата за слободата и за државноста на македонскиот народ. Преку оваа организација во тој период се вметнали многу етички и визионерски чувства, така што со оваа организација се покренува идејата за правата на македонскиот народ, за државноста и за сите рамноправни права како и останатите европски народи. Исто така, 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба, го чествуваме во име на сите луѓе кои се вметнати во овие 4 свети букви ВМРО, како дел од историјата па и денешната. На денешната трибина, на која ќе зборува професор доктор Кирил Цацков, доктор по историски науки, представува чествување и свеченост по повод македонската револуционерна борба. Исто така, овој ден представува еден дел спој од минатото и сегашноста, така што луѓето кои ќе бидат присутни на трибината ќе можат да добијат некои научни сознанија од историското минато на нашиот народ и воедно да се снајдат себе си во историјата и во денешноста. Затоа сакам да искористам оваа можност на сите граѓани на општина Струмица и на Република Македонија да им го честитам 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба и да им посакам уште многу години да го славиме овој голем наш празник. Македонскиот народ е горд на своите празници, знае да се радува, бидејќи се посетуваме на многу историски настани за личности, за дати. Како што и денеска, како што гледате во овој прекрасен амбиент, се собравме да го одбележиме утрешниот ден, 23 октомври 1893 година, кога се формира во Солун и нашата света организација на Третата македонска револуционерна организација. Ова дата или 4 букви познати ВМРО, тие се свети букви кои што ќе го осветат патот на македонскиот човек, на македонскиот народ кон една борба, една револуција кон социјално и национално ослободување на македонскиот народ. Затоа и тежеста и за големината на овој парад. Фокусот таки е посветен како се организира која формира ова организација, како се развивала успесите на оваа организацијата, бидејќи токму оваа организација ќе ги даде и 3 дена на македонскиот народ. Тоа е 1-2 август 1903 година, 2 август 1944 година во Прокопчевски и онај третиот најзначајниот 8 септември 1999 година, кога ќе биде третиот ден, односно кога Македонија ќе добие својата независна самостојна суверена држава. Значи корените на денешно кој што навистина ќе го прв пат после 1000 години од Самуилото царство, ние веќе ќе имаме своја наша самостојна држава Македонија. Фактот дека историјата е нешто што ни е биле денес, оно што ни доаѓа од минатото. Дали мислите и сметате дека новите генерации го негуваат на историското посебно еве вакви денови празници како што е Кришна? Мислам дека тоа посебно ме радува, па и ние како историчари се фокусираме тоа да младите продолжат традицијата, бидејќи без минато нема сегашност, без сегашност нема иднина. Значи мораме, минатото ни се корените, основата за кој што денеска ние имаме еден слободен и убав живот кој што е подарен, токму благодарение на оние луѓе кои што со крв ја дадеа своите животи за денеска да имаме оваа слобода, они да живеат мирно, да се радуваат на својот живот и да бидат среќни.